Рано-християнски храм, възникнал от 4 до 6 век. There was another building before that, from the 4th until the 3rd century. Фреските са от 14 век. 1497. All the frescoes? From what it, yeah. 14th century. 15. Фреските са от 15. 15th century, yeah. Да. Първа половина на 15 век. Били реконструирани от последните? Не, тие се. 2000-та година имаше мала реставрација, а солите се од ова што е оштетеното последниве неколку години. Од влага. Да. Сега баравме интервенција. They are in their original form as in 15th century. Very small reconstructions have been done around 20 years ago, and these damages which we see here from humidity are in the last 10 years. Вековите имало монаштво. Повеќе машко монаштво, имало издавачка дејност доста развиена првата половина на 16 век. Најден е кодик во бугарската библиотека од нашиот сочуван. Тоа Скопјанка го има најдено во Николевска. Го има откриено дека се најдено. Да, барала податоци за незината магистерска работа, за магистерскиот труд и го нашла во Софиската библиотека. So there are some religious texts which were found in the 16th century. Written in 16th century, and they didn't know that it exists. And I don't know, a few decades ago, they have found accidentally in Sofia Library in Bulgaria. Actually, it was men monastery for ages, centuries. And nowadays, as I know, is female monastery. It's women monastery. And what's your activity? Because all the monastery, each monastery has some activity. As I know, you sew, you do some clothes for. Да, ние сме тука како женски манастир од 98. From 1998, it's a women monastery. No, there's one more lady, 5 months, and one more lady who is helping and living here. Yeah, they are taking care for her. 5 монахи. Основна дејност со која се бави манастирот економија е изработување на свештенички одежди. Basic activity of the monastery is making of how to say одежди, clothes for priests or for облачение. Clothes, yeah, for clothes for the authorities in Orthodox Church. Yes. И се што е за речеме покривките, завесите, се што се користи во црква, како тие зависи, речеме пример. Да. And all the materials like these sews with angels, archangels, all the covers for tables is made here. Карактеристично за нашиот манастир е иконата е од 19 век, не е многу стара, одлично зографија е нацртана, но има просолзено, неколку пати има просолзено. Не знам дали сте били во Лесново до Догаврил, што дали го знаат тие, не знам колку го знаат, да. Има живеено во нашиот манастир и има видено како солзи, значи тоа што се познава како солзи не е нацртано, тука е остатоци од тоа што има просолзено. This icon just behind CD is actually not very old, from 19th century, but it's miraculous because I don't know how many time ago, but Holy Mother has dropped tears from his eyes miraculously.
some time ago. Да, That's not damaged, the icon just below the eye, but it's made by the eye drops which miraculously have happened. Да. Најмногу ни кажуваат, мислам, од тоа што кажуваат луѓето што доаѓаат тука, дека најмногу доаѓаат да заблагодарат нероткињи. Да, дури и албанки. A lot of people are visiting the monastery and the church, and especially giving prayer to Holy Mother for women who cannot give a birth. So they come here and share prayers for to have the first child, or to have a next child, and even for people from different faith, from different religions, even Muslim women, because the miraculous power of the icon. And that's it. In short, if we have some questions, you can share. Карактеристична икона, мислам, фреска за овој манастир. Тука имало неко прозорче, насилно отворено, така да кажам. 80-тите години, но 2000-та година, кога беше реставрацијата, го затворија, затоа што неправилно оштетена е фреската. Но карактеристично е за, извинете, цела фреска е Пресвета Богородица Елеуса или Милостива, се не знам на англиски Милостива како ќе се преведи. Graceful. Да. Сега ликот на Христос е свртен на оваа страна. Тој е Архангел Гаврил и нели во православие тој е путирот што го означува Христос. Не. А ова се орудијата од кои Христос ќе пострада. Сите орудија. Крстот, венецот, трската и копието. Сите орудија, значи Христос е како дете, прикажан, Свети Архангел Гаврил му ги покажува дека, нели, тој знае дека символ за Христос е путирот, дали крвта и телото Христови се во путирот, и му покажува орудијата од кој ќе пострада. А Христос по својата божествена природа знае дека ќе пострада од тие орудија, а по својата човечка природа ја одвртува главата од таму. Така ние мислам, такво објаснување имаме за таа фреска и карактеристична за нашиот манастир, ретка дека ја има на. The corners original all the way from. Yes, there are original. Very small reconstructions. There were some the original colors. So no additional paint was put over colors from 15th century until today. At tempera. No tempera. No. These are 7th century old colors and tempera. Yes. Actually, it's not tempera because there wasn't tempera. They were made by natural way. I think these colors. I'm not sure. It was X. Yes. Не имамы иная помощь, не имамы иная помощи, не имамы иная надежда. Да. Не так поете? Нет, у нас это Богородица относится песнопение. Не сам кој тропар е, тој е некој тропар на Богородица. Да. Я могу спеть, если можно. Може, да. Не имамы иная помощи, не имамы иная надежды, разве тебе, владычице, ты нам помози, на тебе надеемся и тобою хвалимся, твои боясь мы раби, да не постыдимся. Да, на тебе се надеваме да не се посрамим. She recognized the tropar. I don't know. Тропар на некои од иконите. Русите имаат многу слави за различни икони. Слава за Успенско-Владимирска икона, за различни икони што се чудотворни
имаат тропари. Јас кажав дека е чудотворна и тој очекува да имаме ние тропар, но ние немаме тропар на нашата чудотворна икона. Да. They don't have special song for this icon. Yeah, because sister said that usually she knows that in Russia you have for different icons different special songs. Да. For in this case we have as well in Macedonian Orthodox Church these cases, but especially for this icon, specifically here, made by Dicho Zograf in 19th century, Да. they don't have. Да. Нашиот манастир е посветен на Успение на Пресвета Богородица. Како беше Успение? Не, it's not actually it's that, but in Orthodox Church that means happy moment. It's not really. Možda знае на руски. How would say Uspenie of Holy Mother in Russian? That's the moment where she actually dies. But as well is waking the other. Нашиот храм е посветен на Успение на Пресвета Богородица. Посвящено Успению. Да. Очень часто в монастырях и в русских Успениях. It's Russian Uspenie as well. Uspenie, да. We don't know the word in English actually. That's the. Just a moment. The death of the Holy Mother. Yes. Also der Tod von Heilige Mutter. It's sort of възкреснача, нещо kao Uzdizanje u nebo, ne? Da, uzdizanje u nebo. A šta je uzdizanje? Samo da postoji. Dobro. Да. Da, to je veliki praznik ovdje. Kod nas Да. dori se ne rade dan. Српски Хрватите велат Велика Господња. Veliki gospod. Da. To je taj praznik. Или кај нас народно го викаат Голема Богородица Голема и Мала Богородица. Aha, Богородица. така. Велика Господња. E pa velika, ovaj manastir je posvećen veliki gospod. 15. kolovoz. Да. Da, kod nas 28. Август, кај нас, да. И 29, да. 28. 20. august. Da, da. E pa to je to, velika gospoda. Da. Ali ne mogu se sjetiti izraza. Ne mogu se ni ja, to je da. Kan se još nekta. Ja. Ascending to heaven. Ascending to heaven, ja. Bravo. Something Ja, sorry. but in our creation. Himmelfahrt. Слушайте, бидејќи им бидејќи впечатливо, ако може, ако не, мислам, Може, сигурно, само да не... Himmelfahrt. Himmelfahrt.